20 зони во градот се прогласени за ерозивни согласно студијата за прогласување на граници на ерозивни подрачја во општина Куманово со акциски план. Студијата е усвоена на седница на Советот на општината, а ја изработи Сдруженијето на граѓани на Регионален центар за шумарство и рурален развој од Скопје. Согласно тендерската постапка, договорот со општина Куманово е склучен во висина од 423.000 денари. Планирано е ерозивните зони да се пошумуваат. Оваа студија беа вклучени уште други, двајца професори и еден асистент, значи Ивица Милевски, предпоставам познат ве исто професор на Природно-математичкиот факултет на одсекот географија, Иван Блинков, исто од Шумарскиот факултет и Божин Трендафилов. Значи, тоа, накратко речено, тие се експертите за ерозија во државава, знаете каква ни е ситуацијата и колку не има на број. Ова започна како иницијатива, значи овој член 135 од Закон за води, што се бави со штетно дејство на водите, го има повеќе време. Меѓутоа, после поплавите од 2016 година во Скопје, од тогаш настанува иницијатива да се направи со изработка на ваква студија. Значи, прво се прави во Скопје и немаме методологија што се ова треба да вклучува. И затоа е малце на повисоко ниво, вклучени се професори, изработена е методологија што се вика од нула. На сличен начин исто во Србија функционираат овие ерозивни зони и со самото донесување на овие ерозивни зони се дава на општината една алатка за контрола при планирањето на некои работи. Сега, општина Куманово, и знаете, и Куманово е во котлината, тука немаме многу поројни водотеци директно што го заградуваат градот. Повеќе тоа е од аспект, како што го правевте претходната точка за поплави, тоа е таму повеќе опфатено, меѓутоа и ние тука тангираме поројни водотеци, меѓутоа тоа е повеќе надвор од населено место. Че самата студија е некои си 100 страни, ја опфаќа целата општина и можем да кажем дека е многу добра работа ова за општината. Ова е втора општина во државата што има изработена ваков документ, а треба сите да направат. Има и Велес изработена, меѓутоа Велешката ја погледнав и воопшто не ни дава никакви зони на крај. Значи, таа е само на хартија колку да има нешто направено. Во однос на ова, прогласени се отприлике 20 на ерозивни зони, што се наоѓаат околу општината. Во акцискиот план се има предвидени површини за пошумување, бидејќи со пошумувањето најлесно можеме да се справиме со ерозивните процеси. И таму исто така во таа рамка е предвидени буџет, колку тоа ќе чини, бидејќи сега можеби некој ако го погледне, ерозивно пошумување многу се разликува од обично пошумување, бидејќи работиме на посурови терени каде што нема почва и повеќе пари се предвидуваат за вакви активности, бидејќи треба се донесе почва, на потежок терен се работи и така. Почна изградбата на пешачки патеки на улицата 11 ноември во Бедиње, информираа деновиве надлежните од општината. Жителите на населбата бараа изградба на тротоари, особено во делот во близина на големите производни капацитети. Тие се жала дека на оваа делница, регионалниот пат кон општина Липково, фреквенцијата на возилата е голема, а пешаците немаат каде безбедно да се движат. За изградбата на тротоарите кај бетонјера одвоени се скоро 7,5 милиони денари со вклучен данок на додадена вредност. Според договорот со избраната компанија на тендер се очекува изградбата на тротоарите да заврши за 1 месец. Општинската организација на СДСМ во Куманово денеска во соопштение испратено до медиумите поставува повеќе прашања упатени на адреса на директорот на Домот за стари лица Зафир Сајто Дејан Стојановски и на градоначалникот Максим Димитриевски. Во соопштението на социјалдемократите меѓу останатото се вели: јавно го прашуваме директорот Дејан Стојановски дали е вистина дека 70% од вработените во установата се пожалиле на мобинг од ваша страна, поради што била организирана истредба во просториите на
стан во Куманово? Дали се вистините информациите дека сте извршиле плаќање за набавка на мебел кој никогаш не бил испорачан во установата? Воедно јавно го прашуваме и градоначалникот Максим Димитриевски. Дали сте запознаe со состојбите во домот за стари лица Зафир Сајто и што конкретно преземате за заштита на вработените и корисниците на оваа установа? Подетално на оваа тема можете да прочитате на сајтот на Телевизија Плюс. На соопштението од Општинската организација на СДСМ реагираше директорот на Домот за стари лица Зафир Сајто Дејан Стојановски. Во реакцијата меѓу останатото се вели: категорично ги демантирам сите наводи и обвинувања во вид на прашања упатени до мене и истите се политичка конструкција и недолично преувеличување од страна на политичкиот субјект кој ги изнесува. Домот за стари лица во моментов има 36 вработени и истите максимално се ангажирани за квалитетна и хумана услуга насочена кон старите и изнемоштени лица. Незадоволството се однесува на сосема мала група на лица, ни приближно 70%, како што тенденциозно е изнесено и истото се должи на нагласеното темпо и организација на работа, но ниту збор за мобинг или вознемирување. Организација и темпо кои се во согласно со потребите на домот и систематизацијата на работните задачи. Сосема мала група на лица вешто ја искористија ваквата ситуација и пласираат вакви неточни информации во јавноста, нанесувајќи штета на домот. Мебелот за кој сме критикувани е во домот и покрива цел еден реон кој што не бил обновен 40 години. Постапката е спроведена согласно закон, вели Стојановски. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие бележи 2 интервенции. Според билтенот на регионалниот центар за управување со кризи, и во двата случаи станува збор за опожарена сува трева во близина на бензинската пумпа Трготим и во атар на селото Косматац, каде што освен сува трева горела и нискостеблеста шума. Во Косматац интервенирале 2 противпожарни екипи, а пожарот бил изгаснат за околу 7 часови. Причината, како и опфатот на опожарената површина допрва ќе се утврдуваат. Инаку во текот на 2024 година противпожарните екипи реализирале 521 интервенција на запалени објекти со обраќани средства пожари и дополнителни 48 технички интервенции. Набавена е нова опрема и теренски возила, а годинава, како што информира командирот Дејан Илиевски, акцентот ќе биде ставен на соработката со австриските колеги. Само би сакал да потенцирам дека пред нова година започнеме некои активности со колеги од Австрија и ова година акцентот ќе биде ставен баш на таа соработка со австријците, од кои имаме позитивни сигнали и ветување за донација на 2 возила, но за тоа потоа, што би рекле луѓето, во преговори сме, работиме на тоа и акцентот буквално ќе биде ставен ова година на тоа. Двеста и 3 нови случаи на грип се евидентирани во текот на изминатата седмица во Куманово, а на ниво на државата бројката достигна до 2569 случаи на групни пријави за заболени од грип, односно заболувања слични на грип, соопшти Институтот за јавно здравје. Според податоците на институтот, бројот на пријавите е за 15,4% помалку во споредба со претходната недела. Најголем број од случаите, 65,5%, се заразени со инфлуенца А, пошто следуваат 34,5% заразени со инфлуенца Б. Вирусот ги напаѓа сите возрастни групи од 15 до 64 години, но најбрзо се шири кај децата до 4 годишна старост, посочуваат од Институтот за јавно здравје. Практикување на здрав начин на живот, доволно сон и одмор, здрава храна, одржување на физичка и психичка активност, избегнување близок контакт со заболените, но и сомнителните случаи, внесување на витамини и минерали во организмот се дел од препораките на лекарите за заштита од сезонскиот грип. Околу 6000 деца во Куманово во текот на изминатата година, заклучно со 31 јануари годинава, се вакцинирани против голема кашлица, информираат надлежните од Здравствен дом Куманово. Ние во периодот од 18 јануари минатата година до сега, до крајот на јануари, извакциниравме некаде околу 6000 деца,
што е тоа голема бројка, за кажам, тоа се оние деца кои што на било кој свесен или несвесен начин го пропуштиле своето вакцинирање и овие родители, значи, кога веќе има притисок од градинките, затоа што многу дечиња одеа невакцинирани во градинка, дојдоа и си ги вакцинираа своите дечиња со една убрзана постапка, така да тогаш родителите бараа и сите дози да бидат дадени одеднаш. Меѓутоа, тоа не е можно. Си има граница кога растојание, кога една доза ќе биде, кога ќе биде втората доза и кога ќе се и како работи и вакцинира тие нивни дечиња. Така да имаше интерес, значи и сите тука веќе оние што се новородени, нели, кога ги примаат вакцините на раѓање, БСЖ и хепатит Б, веќе после 2 месечна возраст, некаде 2 месеци, 10 дена, 2,5 месеци, веќе доаѓаат за да ги вакцинираме и за да отпочне вакцинацијата со овие комбинирани вакцини, а тука спаѓа и вакцината против дифтерија, тетанус, пертусис, детска парализа, рота вакцината, и во склоп на тие вакцинирања ние наидовме на големо разбирање и баш голем процент на вакцинирани. Сега се надевам дека со новиот извештај за 2024 година тука ќе имаме малку поголем процент на вакцинирани деца, затоа што точно се придржуваа родителите на 2, 4, 6 месеци за да можат да ги вакцинираат децата и со тоа и да бидат вакцинирани и да заштитени од пертусис. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер околу 22 часот лишиле од слобода 44 годишна државјанка на Република Србија. Таа се сомничи дека на улицата Пиринска Македонија во Куманово одзела паричник од 81 годишна кумановка. Била приведена во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. Исто така полицијата соопшти дека вчера изутрина било пријавено дека на улицата Пелинска во Куманово во патничко возило Мерцедес со кумановски регистарски ознаки бил пронајден починат возач на возраст од 48 години. На лице место лекар констатирал дека лицето починало од природна смрт, а по насока на јавен обвинител телото било предадено на семејството. Во организација на фотоклубот Куманово вчера вечер беше отворена традиционалната изложба "Жените и фотографијата" во изложбениот салон на Центарот за култура. Ова е 12-тото издание на изложбата, која се одржува по повод 8 март, меѓународниот ден на жената, и важи за една од најзначајните национални манифестации во оваа област. Изборот на фотографии го направил стручен селектор кој од пристигнатите 250 дела издвоил 80 најдобри. Две тематски целини доминираат во изложбата: жената и незините емоции, улоги и автентичност, како и слободата во интерпретација на светот преку објективот. Половина од избраните фотографии се дел од поставката, додека сите се вклучени во официјалниот каталог на изложбата. Настанот е дел од годишната програма на општина Куманово, а се реализира со поддршка на Центарот за култура.